Ова не е политика, во граѓаните има сиромаштија. Благодарам. Зборуваме за финансиска стабилност. Имаме право да направиме анализа која е таа финансиска стабилност на секое семејство во Република Македонија, на секоја компанија во Република Македонија. Секое семејство во Република Македонија има повеќе од 4000 денари месечно поголеми трошкови за разлика од претходната година. Тоа е скоро 1000 евра годишно, но семејство владата им ги јаде затоа што е неспособна и затоа што најголемиот данок кој што го зема државата не е сите оние кои што ги покачивте, туку е данокот на инфлација. И немојте да зборувате дека инфлацијата сме ја увезле, да 43% од инфлацијата е домашна. Самата Народна банка и самите институции кажуваат дека 40% е домашна, а 60% е увезена инфлација. И дали ќе имате инфлација од 6% или од 10,5% не е исто. И затоа граѓаните не се задоволни од ова раководење и затоа треба да има избори за да се намали сиромаштијата, бидејќи освен што блика владата од неспособност, друго нешто не можеме да видиме. Компаниите од друга страна имаат 5 до 7 пати зголемени цени за електрична енергија. 5 до 7 пати. Кој ги плаќа тие пари? Тие пари ги плаќаме ние граѓаните преку зголемените цени, бидејќи луѓето имаат зголемени трошоци. 10 пати од оваа говорница барам да имаме јавна расправа, формално ја прифатите, фактички никаде ја нема. И затоа немојте да се вознемирувате, нема да ги избегнете овие теми. И да не замолчите еден ден, и да не замолчите 2 дена, граѓаните знаат и чувствуваат. Секое влегување во маркет, секое влегување на бензинска и каде уште не, таа реакција од тие граѓани никогаш нема да ја замолчите, туку напротив громогласно ќе ја слушнете на следните предвремени парламентарни избори. Дали, господине заменик министер, 30.000 администрација ново вработена за 2,5 години, значи финансиска стабилност на државата. До кога ќе носиме добри закони кои што ги практикуваат луѓе кои што имаат криминални намери при трошењето на истите? До кога планирате да се задолжуваме? 8 милиарди имаме долг. 8 милиарди. Со 4,7 милиарди ја превземавте државата на 1 јуни 2017, денес имаме 8 милиарди, 0 автопатишта, 0 железници, 0 брани, 0. Каде се парите? Тоа ли е финансиска стабилност и за тоа ли не смееме од оваа говорница да зборуваме? Дали не смееме да зборуваме затоа што во февруар минатата година носевте дека 5-ти пакет мерки, а во февруар оваа година носевте закони за спроведување на 5-тиот пакет на мерки. А при тоа полна ви е устата дека се реализираат, дека луѓе ги продолжуваат и така натаму и така натаму. И затоа вас ви одговара ова собрание да нема гледаност. Затоа вас ви одговара да има повеќе сеир него ли суштинска дебата, затоа што секој еден разумен граѓанин, кога ќе види дека лани во февруар владата му донела закон за 5-ти пакет мерки, а следната година повторно носи закон за реализација на тој 5-ти пакет мерки, ќе знае дека нема работа со сериозни луѓе, туку има работа со луѓе кои што имаат криминални карактери. Дали е финансиска стабилност? Почитувам представник на владата, тоа што заклучно 1 април, значи првиот квартал, имате нецели 15% капитални инвестиции. Дали тоа ќе придонесе во финансиската стабилност? Дали е нормално тоа што првиот квартал уште не запролетило, имаме 270 милиони евра дефицит. 270 милиони евра на 1 април беше салдото, државата повеќе потрошила од тоа што собрала даноци. Кој ќе ги плати тие пари? Повторно овие граѓани
кој што се разбира овдека не треба да бидеме замолчени и тие не треба да го слушнат тоа. Дали е нормално 3 пати помалку да имаме капитални инвестиции од дефицит? 80 милиони капитални инвестиции, 270 милиони дефицит. Бројки симнати на 1 април, слободно си ги проверите од вашето министерство. Дали е нормално и дали е финансиска стабилност да имаме најголем пат од 6,1% во 2020 година и да имаме најмал раст во рикавери годината 2021 година од само 4%. Дали на оваа држава и ветувате финансиска стабилност со тоа што Косово имаше помал пат во кризата, а поголем раст? Дали е нормално Србија да биде светлосни години пред нас? Дали е нормално Босна и Херцеговина да има подобар раст, а помал дефицит од Република Македонија? Дали тоа е финансиска стабилност или тоа е едно расипничко и неодговорно трошење на владата? Дали е нормално, почитувани колеги, за години да имаме 2,2 милиарди евра нови задолжувања? И тука не се ставени овие нови кои што ќе ги барате 900 милиони евра. Дали е тоа нормално и дали тоа е економски стабилна држава и дали е нормално да привидувате прво 550 милиони евра, па потоа 750 милиони евра и да завршиме со 900 милиони евра? Според мене тоа не подразбира финансиска стабилност, туку тоа според мене подразбира сурнисување на државата, осиромашување на граѓаните, затвора фирмите. Ако го смеки фирмите, дали знаете дека 29.000 фирми за 4 години мандат затворивте во оваа држава? Никој фирма не затвира во финансиски стабилна држава која што има стабилно финансирање. Дали е нормално трговскиот дефицит на Македонија, разликата помеѓу извозот и увозот за првите 2 месеци од 2022 година да е зголемена за цели 90%? Трговскиот дефицит за 2 месеци е 570 милиони евра, а лани бил под 300 милиони евра. Најголемиот дел од зголемувањето отпаѓа на струјата која што требаше да ја произведете и требаше да ја чувате за во зимото и требаше да ископате јаглен, ама никој не одговара. На крајот и таму може би некој кабел ќе најде дека е крив, затоа и не можело да се копа. Дали е нормално тоа што зборувавте за ликвидност, почитувани колеги од мнозинството, 3 ребаланси и 3 буџети зборувате дека порано кога имало криза се земале кредити кои што биле за буџетската ликвидност, а сега земаме за капитални инвестиции. Сега ќе земеме кредит од 900 милиони, а може ќе биде и милиарда, која што ќе биде во за буџетската ликвидност. Тогаш кој ќе излезе на оваа говорница, кој ќе излезе на комисијска говорница, многу ме интересира, затоа што овие кои што ги гласате не само што ве срамат со непродуктивни трошења, туку едноставно ви ги убиваат сите аргументи кои што претходно ви ги даваат, тоа е дека оваа влада се задолжува за капитални инвестиции, а при тоа имате 0 капитални инвестиции и рекордни број на зголемувања. И на крајот сакам да ве прашам нешто пред целата македонска јавност и некој да стане да одговори следното прашање. Премиерот на државата Димитар Ковачевски вели вака, со пофалба: владата ќе се откаже од 100 милиони евра непродуктивни трошоци во буџетот кој што ќе во јуни месец оваа година, некаде за 1 месец. Прашањето ми е следно: ако ги извадите стенограмите што ги зборувавте дека имаме буџет правен во криза, во гасна криза, во топлинска криза, во енергетска криза, зборувавте дека ова е буџет кој што нема непродуктивни трошења. Како, почитувани пратеници од мнозинството, за само 3 месеци истиот премиер кој што беше предлагач на буџетот кажа дека ќе се откаже од 100 милиони непродуктивни трошоци? Кој кога лажел, ве молам некој да стане и да одговори, бидејќи македонската јавност заслужува одговори. Дали е лажена во декември дека нема непродуктивни трошоци или е лажена сега дека 100 милиона евра ќе се скратат од непродуктивни трошоци? Благодарам.